Здраво, живо и добре дојдовте во новото издание на Никој да не знае. И вие ке си знаете, никој да не знае освен јас, вие и таа, нашата гостинка. И ред муабет или ред нејзини изјави на мои колеги, констатации на многумина. Препознатлива по тоа што на секој настап ја носи виолината и македонското знаме на пликите, тоа е едната работа за неа. Во последно време, па и не само во последно, ама нели нема многу години, така што ајде да речеме дека е во последно време, таа направи навистина тренд со својата виолина, па бројни млади ширум државава, а богами и надвор од државава, и се посреќи да оди на неколку турнеи, ќе ни раскаже и за тоа, да ангажираат за нивната свадбена церемонија. Специфична е по начинот на кој со својот инструмент ја носи песната и секако таа стана омилена кај народот. Еве што велат гостите. Ова е констатација нивна. Кога таа ќе се појави на свадба и кога ќе почне да свири, тоа е ежење. И уште нешто во најава. Еве го нејзиниот сон. Сонував дека еден ден ќе застанам на голема сцена. Мечтаев правејќи концерти кои беа реализирани само во моите мисли. Знам дека од некаде ме гледа малата Сања, која што мечтаеше да настапува на големи концерти и се гордее со Сања која што сум денес. Сања Здјелар во Никој да не знае. Здраво, живо и добре ни дојде. Здраво, Кате, ти благодарам, прекрасна најава, искрено и не очекував дека волку информации ќе најдеш за мене. Дури можам да кажам дека ќе се расплачам малку околу тој сон што го кажа. Така да, еве, полека се надевам дека се реализирам во таа Сања што некогаш ја сонував. Така е. Значи, малата Сања сега може да биде срекна со оваа големата Сања. Така. Да. Работам цело време на тоа, за да ете. Да им кажеме само на гледачите колку големата Сања има години. Па сега ќе правам веќе 24. Да. Добро, готово. Се надевам, не сум толку стара. Не, секако не си. Би можела, Кирка, да ми бидеш вака, наједноставно кажано, да. Но, тоа не е најважно. Најважно е што мислиш дека е она што те донесе на големата сцена. Па искрено. Ако збориме за тоа дека нели талент имаат многумина. Така, вежбаат виолина многумина. Многумина сакаат и поп и народна музика. Јас и двете ги сакам. Ете така, и класична музика, видиш дека таа е основата за се, ама ќе збориме сега во детали. Што мислиш дека запали или што мислиш дека беше тој тригерот што те донесе на вистина на голема сцена наеднаш? Така, според мене мислам дека таа моја појава некоја, со впечатливиот црвен фустан, со знамињата на мене, и мислам дека ете луѓето така всушност ме запамтија и веќе не можам да го сменам тоа каде и да одам и знамињата каде ти се, например, тоа е првото прашање каде да се појавам. Така да ете можам да кажам дека можеби аутфитот, добро, облеката ме донесе до тоа што сум денес, а и можеби некоја среќа од Бог, ете можеби таква среќа сум имала, таква ми може би звездата и тоа се трудам да остане така. Кога отиде во музичко училиште, така да учиш виолина, нели сега виолинистите сакаат некоја друга сцена, да речеме, не знам, да се дел од оркестар, да се инструменталисти како изведувачи, ама да е тоа класична музика, најчесто е таква приказната. Знаеше ли што тогаш малата Сања знаеше дека го сака ова, некаков спој на сите овие нешта во едно? Така, значи јас тотално не знаев дека ќе бидам ова што сум денес. Јас и не ја сакав толку народната музика. Мајка ми, например, повеќе уживаше во тој вид на музика и кога и да отидев некаде да свиреше народна музика, јас ќе кажев, леле, не сакам ова да го слушам или не ме интересира ова, но како што растев, јас всушност сватив дека припаѓам на тоа место. Не дека не ја сакам, не ја почитувам класичната музика, тоа ми е темелот, од тоа сум почнала нели да учам. Така да не ја изоставувам и таа музика, си работам и во тој дел, да кажам, вежбам, се трудам. Без вежбање, како што кажа, не може да стигнам до тоа што сум денес. Така е. Како тргна се во однос на виолината? Ти ја избра или таа ти избра тебе? Обично нели велат виолината, барем во тоа време кога нели ние одевме на музичко, беше муабетот ако те бива или ако се добар нели во солфеж, тогаш виолина ти ја даваат одма без да те прашаат.
И тоа е еден од сега, да не ми се наута другите, ама така велат во музичко, така беше во мое време. Па и уште е така. Да, дека виолината е еден од најтешките инструменти за свирење, за музицирање. Види, не можам да ги ставам и другите инструменти дека се полесни, да кажам. Секој инструмент нели си има своја тежина. Тежина, меѓутоа ете тоа како некој мит останал дека виолината е стварно најтешкиот инструмент. А сега како дојдов до тоа да свирам виолина, имам една анегдота, тоа со брат ми порано, значи помали, си седевме на тераса и имав една клавиатура, си штракав, јас не знаев што свирам усвари. И он почна да си ја пее Милке Душо. Таа песна си ја научил, си ја слушнал, си ја научил и јас само му штракам нешто, му свиркам таму. Као да свирам? Да, и не слушнал комшијата, тука во близина кај нас. Му кажал на татко ми, абе детево, треба да пробаш во музичко да го запишеш, пее. Јас пак врска немам со тоа. И проба татко ми, купи книги, се, ама брат ми мал, 5-годишна возраст, му вика професорот Иле, морам да го поздравам. Всушност и од него започна се тоа. Целата приказна. Да, му вика на татко ми, абе детево, вика, не ти го бива. Машкова, ова Милке Душо, да, добро. Милке Душо. Вика, заспа на час, да не имаш некој друг дома. Да дојде, вика, да проба. Замена. Да, замена. Добро. И доаѓа татко ми дома, вика, бе, да не ги фрлам книги, бе, да не сакаш. Вика, да пробаш. Ја ги гледам книги, бе, викам, шо, ке пробам ја и музика. И викам, ајде, ке пробам, ке отидам. И отидов на еден час. Добро. Гледам интересно, гледам дека нешто ме привлекува. Сега јас мала, не знам што е тоа што конкретно ќе го правам понатака, ама гледам дека ме бива. И професорот Иле го викна татко ми и кажа дека сум всушност многу талентирана, дека имам слух и дека ете можеби би требало да се насочам кон виолината. Значи јас немав никаква љубов, јас не знав ни како изгледа виолината, тотално ништо не знав. И потоа морам да кажам исто ова, го немам никаде кажано. Ајде. Дека на првиот испит, кога прв пат, нели, за да влезеш во МБУЦ таму да учиш, во основното, јас всушност не го поминав првиот испит. Јас паднав. На солфеж? Да, не на солфеж, општо на сите работи. Комисијата кога беше. Комисијата. И кажа дека не сум талентирана. Не си првата која што си паднала на тој испит. Може би, види, јас не... Може би мала, сум имала трема или нешто. И памтам како сега дојде професорот Иле, за рака ме фати. А Иле како се презива? Иле како се презиваш, за сега не Добро, ми текнува. И ме фати за рака, ме однесе повторно кај комисијата и каже, јас за ова дете гарантирам дека утре ќе стане нешто. Леле. Да, значи тоа е мојата приказна. Добро. Одиме со кратко промо и се враќаме назад со приказната на Цања. Спремни за продолжување на приказната. Кога се шминкаш во кола, се што бива. Добро, супер сме сега. Кажи ми само како ти го поднеса тоа дека не те примија од прва. Па, јас дете, како дете, бев срекна до некаде. Си вика, нема сега да имам... Нема да треба да одам. Нема да треба да одам, нема да треба да свирам, ама од овој аспект сега, многу сум срекна дека, нели, да, се случи сето ова. И јас пак велам дека тоа е Господов пат. Дека јас, ете, од едно пеење со брат ми на тераса, сум дошла ова што сум денес. Да. Така да. Кажи ми, колку време потоа посвети на виолината? Виолината е инструмент кој што навистина не смееш да ја оставиш, ако сакаш да баш онака, нели, да успееш. Цел живот си го посветив. Да, мислам, колку во денот свираше? Многу. Или свириш и денес? Па и сега морам, да, за да сум во форма морам да свирам. Околу 4 до 5 часа најмногу. Сега тоа се помалку, околу 2,5 до 3 часа посветувам, така да... Ете, се трудам колку што можам, секој слободен ден, секој слободен час го посветувам на тоа. Чија беше идејата за црвениот фустан? Па искрено и моја и на мајка ми пола беше. Да, значи се одвиваше така што братучетка ми ме покани на свадба, јас тогаш не настапував на, да кажам, шоу немав мој или нешто после вечерата да биде.
И викам како да се појавам сега, да е нешто автентично, да е нешто ново и да не е видено, можеби ете и тоа допринеса. И мајка ми вика, ајде да пробаме нешто да направиме да е наше, интересно и да не е досега нели ете од некој друг. Да. Така ми текна, излезе првиот костим, кој што беше целокупен, беше како и сега фустанот во црвена боја и двете знамења си ги ставив на мене. Јас воопшто и не очекував дека ете преку ноќ ќе направам такви бројки, значи таква гледаност. И Што значи таква гледаност? Кажи ни бројки. па околу 100.000 прегледи имаше видеото за еден ден. За еден ден? За еден ден. Јас не очекував, јас си реков, леле, сега ќе треба сите Тоа беше кај братучитката ти на свадба? на свадба. Јас така си го постирав, не очекував, ништо не очекував. Значи немав такви очекувања да кажам, леле, мора да направам нешто за утре да ме бара. Позната, да, значи тоа се спонтано, природно си дојде. И некако ете останав препознатлива, само ги менувам костимите. Вториот костим ми беше габаритниот фустан црвениот, а сега не знам дали го виде новиот. Значи само имам црвен краток фустан. Добро. И тука е сонцето на Кутлеш. Аха. Какви се реакциите на луѓето? Па искрено кога се појавив имаше коментари што бара оваа со знамиња на неа, зошто вака, зошто онака, ама јас не ги читав. Не им обрнав. А коментари велиш вака? Да, коментари. Не коментари на луѓето кога ќе дојдеш некаде. Значи никогаш никој се нема осудено да каже. Да дојде. Секогаш сме многу силни пред тастатура. Меѓутоа јас почитувам. Некогаш и од некој лош коментар знам да си го сватам да се подобрам, да бидам во подобра верзија. Така да секој еден коментар за мене добре дојден. Дали е лош, дали е добар и од лошиот се учи и од добриот не треба да се воздигнеш. Така е. И сега, бидна црвениот фустан, Така. бидна тамо нели што беше по невеста или вие бевте на свадбината веселба? Како? Не, јас си бев како гостинка само. Добро. Меѓутоа ете она сакаше Во еден после дел, вечерата, после така, вечерата да ги да бидам забавам. како изненадување. Добро. И ете така само излегов. Бендот не знаа што ќе правам, прв пат ме гледаат во животот. Си имав свој микс на песни направено, си свирав и мајка ми го снимаше тоа видео и викам ајде да пробам да го постирам некаде. И одбрав на Инстаграм, не знам зошто на Инстаграм баш. И гледам дека стварно луѓето преку ноќ ме засака. Не можам да ти го опишам тоа, значи се си стана преку ноќ. Значи од другиот ден веќе почнаа да ми се јавуваат, да ме прашуваат дали имате слободни термини. Јас бев во хазија. А ти не ти тратка. Јас немам ништо како термини сега да закажувам. Викам, ајде ќе пробам, значи одев дури на некој веселби можам да кажам дека и без пари сум свирала на почетокот, значи додека да влезам во таа шема. Да. Што треба? Еве велиш ајде да се вратиме назад сега. Велиш дека си направила некаков микс од песни. Нели, тоа се кавери, да, но изведбата е твоја. Значи автентичност мора да има во таа изведба. Така. Секогаш сум се прашувала дали Бетовен би бил задоволен кога би ја слушнал изведбата на некој нели во некој оркестар. Па нели тоа е тоа сега. Дали е тоа она што го мислел баш, нели? И за овие песни, дали некој некогаш ти рекол, од каде тргна? Од каде знаеш аранжман, од каде знаеш тоа сето да го направиш, за да бидеш по тоа сето да се случи како што треба? Ако те разбрав точно, нели? Да, скроз. Значи, инструменталките, ако ме прашуваш околу тоа, значи инструменталките понекогаш ги правам сама, но некогаш се веќе од YouTube само. Така, симнати. Симнати и јас се свирам над тоа. Добро. Меѓутоа, треба да знаеш микс, мастер, да звучи добро. Сега јас не сум, да кажам, врв во тие работи, си има луѓе кои што го работат тоа. Но до некаде знам, во короната учев, ме интересираа тие работи, седнав, учев, гледав и до некој стадиум дојдов кај што можев и сама да си снимам, така да мислам дека се окей за тоа знаење, дека се во ред. Од кога е другар Владко на Сања? Владко Миладиновски или? Па не знам, Владко кој што ќе го видиме. Кој е Владко? Така, Владко Секуловски. Секуловски. Добро, јас мислам околу концертите ќе ме прашаш. Не, тоа е во вториот дел. Владко, да, се знаеме со Владко една година веќе. Добро. Го запознав во Австралија кога бев на турнејата и морам да кажам дека јас прво не го сакав воопшто. Јас не сакав да го видам.
И некако... Зашто? Не знам, јас имам некој таков карактер, ако прво не ги сакам луѓето, има зошто. Значи енергијата нешто не ти се допаѓа, добро. Ама можеби не, знаеш како, он е некако многу повлечен на почеток, ама ако го запознаеш подобро е стварно многу добар другар. Така да ми дава секогаш совети, критики, ако некој видео нешто не му се допаѓа, знае да ми каже. Така да ептен се дружиме, не е важно дека е од Австралија, дека јас сум во Македонија, знаеме да се слушнеме, така да супер другаре. Го слушнаш што кажа за тебе? Не. Да. Немам слушна до сега во живо ќе слушнам. Владко Секуловски од Австралија само за нашата Сања. Да видиме што ќе ни каже. Здраво живо на сите, јас сум Владко Секуловски од Австралија. Поздрав до сите гледачи на вашата емисија и поздрав до сите вас во студиото. Ние со Сања се познаваме од пред една година, 2025 година, кога беше тука дојде на Австралија на турнеја. Со Сања сме колеги, а пред све другари. Можам да кажам дека Сања е перфекционист во својата музичка кариера. Најголемата мана на Сања е кој ќе речи спремна сум за 5 минути, а тие 5 минути се цела сезона серија. Исто така е малку љубоморна, ама ако. Едно прашање до Сања е кога ќе се вратиш в Австралија да направиме уште на турнеја. Поздрав. Супер, значи супер перфекционисти, добро, тоа го констатиравме и докажуваш дека е така, нели секогаш велиш дека и од коментарите оние лошите можеш да научиш нешто. Но ова со манива, како кога ќе речеш дека Знаеш како? Ајде. Ама ја имам дома една таква, што е за 5 минути и се 2 часа. Јас се трудам и, например, кој да ме праша, викам, да, еве готово, само уште ова, тоа уште ова е уште 20 минути, 25. Знаеш што е ликот? Ке ти кажам што е ликот. Значи, ако треба да си готова во 8, така, они нека ти кажат дека треба да си готова во 7. И така требаше да ми направиш. Така требаше да ти направат, затоа што тоа го учиме сега, дека мораш еден час да имаш... Јас во кола се спремав. Тоа е, толку може. Кога ќе одиш пак Австралија, прашува, кога ќе направите пак? Па би сакала да е во поскоро време. Ти се допадна? Да, убаво е Австралија. Пише два пати, еднаш со Василија, а вториот пат сама бев. Да, сама. Ајде се надевам и трет пат дека еве ќе имам можност, што ме вика Владче, ќе одам, ајде. И некако поразлично од тука. Животот е подруг, ама некако се си има свој ред. Кај нас нема до толку ред, кај нас е поопуштено, ама таму се си се знае. Така да ми се допадна и природа и се, да. Супер. Птицо Бела, во изведба на нашата Сања. Повели виолината и Сања на нашата сцена. Уживајте.
Без зам... Сања Зелар и Ната моја во никој да не знае, имаме уште муабет, имав ја уште многу прашања, ќе се обидам да ги За следен пат. сконцентрирам. Да, за вториот дел. Да. Некои работи ми ги одговори, но сакав, знаеш што, сакам да прашам како успеа да ја засакаш потоа македонската народна песна. Заради тоа што сепак станува збор за млада личност која што нели Сега имам два табори. Едните се оние кои што не сакаат ништо што е македонско, а другите се оние кои што тргнаа кон корените на голема врата. Така, јас си ја почитувам секоја музика, секоја си ја слушам, морам да ја слушам и да ја знам. Добро. Но како ја засакав македонската музика, знаеш како? Во секој еден од нас тлее тоа. Само треба едно жарче и да се запали. Јас всушност прв пат кога почнав да свирам и си реков, значи ова е тоа едно делче мене што ми фали. Така да таа љубов ета си била во мене, но не сум ја разгорела доволно. И со тој прв настап јас всушност сватив дека тоа ќе си го работам. Така е. Како те забележала Лепа Брена? Лепа Брена. Види, тоа е повеќе жолта штампа, што ги викам јас. Добро. Да, сега ме врати во тој период. Настапував со Ивона Јо. Бевме како предгрупа на Ацо Пејовиќ во Охрид. И ја свиравме некоја незина песна беше, не ми текнува во моментот. Мислам дека југословенка беше. Добро. И јас си ставив стори и реков ајде да ја означам. И само гледам, после 2-3 часа Лепа Брена го видела сторито. Јас го имав тоа како скриншот ставено на стори и ете некој го видел и беше како наслов. Да. Добро. Јас би сакала да ме забележи. Ајде да се надеваме. Што е, знаеш како сега музичар си, знаеш дека умееш, вежбаш, се трудиш, даваш дел од себе, но она што ми фали во тоа е авторството. Так. Мене ми фали сега, не знам. Па и мене ми фали. Така е, мислам, секој треба да остави дел од себе, не дека не оставаш. Виолината е сепак инструмент кој што автентично е секоја изведба. Преработка е, знаеш дека пак не е една работа, не е твоја, така. Значи сега еве Наум Петрески ако ја направил перфектно песната, мене ќе ми е страв дали ќе Точно, дали ќе ја донесам на тоа ниво. Дали ќе ја донесам на тоа ниво. Но морам да ти кажам дека работам, се надевам дека во што поскоро време, две мои авторски дела. Твој? Да, скроз мој. Така да видиме и публиката како ќе ги прифати, бидејќи се малце поразлично од тоа што ме гледа, не би сакала да откривам сега. Не, сега може да кажа жанр барам сега. Да, значи ќе биде нешто малку дури ориентално. Малку на арапска музика ќе потсетува. Да. Добро. Така да се гледам и во тој филм, да кажам малку. Ме интересираше, барав по интернет што моментално е актуелно, што најмногу се слуша и видов дека некои такви работи се меѓу најслушаните, па зошто и ние од Македонија да не бидеме најслушани. Па да, супер. Какво е тоа ежење? Кога таа ќе се појави на свадбата и кога ќе почне да свири, тоа е ежење. Какво е тоа ежење? Иако ти викаш музиката продолжува да зборува онаму каде што зборовите престануваат или ги нема. Се си нашла, јас нема што да си кажам. Знаеш како, јас не се доживувам на тој начин, на свадба, дека треба да се ежам или... Луѓето некако почнаа да ме гледаат веќе, може би не е убаво така да кажам, но на еден друг начин, како да сум многу популарна, дури како пејачка некој ме доживуваат. Значи, каде да се појавам веќе, ајде да се сликаме, мене тоа не ми пречи, јас со задоволство. А си веќе позната. Па, ајде да кажеме. Јас се уште не сакам така да кажувам, но препознатлива викам дека сум. Така да, ете, тоа ежење можеби со музиката, кога ќе засвирам, можеби приметуваш дека имам некои такви гестикулации, со мимики, со глума. Добро, се згледа дека уживаш, нели? Да, си уживам, тоа ништо не е намерно или со сила да го правам, така да... И јас уживам и тие уживаат, а кога јас уживам можам да им го пренесам тоа чувство. Како беше на концертот во Борис Трајковски, оној полна сала кога сите играа, кога сите пеа на Владко? Така, искрено јас прво бев збунета.
Добро. Леле, викам, јас свирам на ваков концерт. Јас сум стигнала да свирам во Борис Трајковски. И таа големата сцена. Да, ќе си ги поздравам Владко и Златко Миладиновски. Ја ги поздравам, добро. На сите нивни концерти сум, како дел од оркестарот на Златко, така да пробите се напорни. Што значи напорни? Па вежбаме, се спремаме, не може туку така само да излезеш на сцена и да кажеш еве ние сме спремни. Вежбаме, се спремаме, па кога ќе дојде Владко нели заедно со нас и он пробува се како што треба, се си е замислено и ние сме тука само да им помогнеме да го остварат тоа. Да. Мислам дека и они не можат без нас, а и ние без нив не Така можеме. е. Но мораш да ми кажеш колку тоа влијаеше да научиш македонски такви народни песни кои што можеби не си ги чула никогаш. Па искрено многу научив. Како беше таа што ми ја запеа? Кате, 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 Катерино, леле, кате, 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 Катерино, леле, кате, Катерино. Па ти, а зашто тоа не го правиш? Знаеш како сите ми викаат дека знам да пеам, ама јас не се доживуваш во тоа. така. Да, јас не можам да се замислам, Сања со микрофон во рака и да пеам. Не го доживувам на таков начин. А дали ќе биде проблем ако свириш виолина и пееш, невозможна мисијата? Не, возможно е, Добро. ама не би го правила тоа. Сакам, јас сум таква личност кога сум во едно, до крај Одиш сум до во крај. тоа. Да, како тебе. И Во скроз сум, истражување. скроз сум до крај сум во тоа. Извини, не ти одговорив на прашањето, нешто ме праша. Песните. Да, песните како ги Да, научиш. многу научив, не само за песни, туку и начин на свирење, начин на изведба, начин на додворување на публиката, да дојдеш до публиката. Не е само, јас верувам дека Владко не излегува само на сцена и го држи микрофонот и ништо, нема никаква интеракција со публика. Јас учам, значи крадам со гледање. Така да се што ќе видам, јас си го врежувам кај мене и пробувам, ако ме бива, да го направам нели во реалност. Да. Си рекла во едно интервју дека атрактивноста ја има, но таа не е пресудна. А атрактивност без талент би поминала за некој ден. Сега нели парафразирам, не е баш вака, ама некако е слично. Некако па сега на друг начин размислувам. Сега мислам дека треба и да си атрактивен, и да си интересен, да имаш новитети. Јас ако излегувам постојано само со едниот ист фустан, па ќе кажат луѓето, па има ли ова што да облече. Така да, мислам дека од се по нешто треба. Значи, ако сум константна само во ова, барем да има новитети. Да не е само со виолината и на стара слава. Јас сум Сања и тоа е тоа. Значи, мора нон-стоп да се работи. Што велат луѓето кои што заврши ти музичка академија? Да. Добро. На виолина, така? Да, виолина имам. И што велат од секогаш тоа прашањето, нели дали на нив им се допаѓа или не им се допаѓа ова мешање жанрови, не остана во класика, ќе ти речат се и се што. Некои од професорите знаат да речат, знаеш, супер беше во класика, зашто ја напушти така натаму? Јас имав и проблеми со професорите. Јас си го кажам тоа јавно, бидејќи нема зашто да... Мислам дека и нема никој што нема проблеми во овој свет, нели, на музиката. Да, значи имав проблеми од типот на зошто свириш по свадбени веселби, па нема да дојдам на некој час или нешто, па минус ке ми стават. Само морам да си го поздравам професорот Михајло Куфујанакис. Безрезервно ми даваше поддршка, секогаш знаеше дури да ме сокрие некогаш ако нешто. Дури и не знам, да не сум се појавила, ќе кажеше да, тука. Да, така да многу си го засакав тој професор и ден денес. Секогаш ми текнува, нели? Да. Имав проблеми од типот како што кажав, зошто свириш на свадбени веселби, ова тоа ќе знаат да ми префрлат, а некои од тие професори сега ќе ги сретнам на свадба. Само ќе си прекјутам затоа што тие се кои што треба да се срамат. Јас ништо лошо ниту крадев, ниту кажав нешто против некој професор, едноставно си го заработував лебот како што знам и умеам. Чесно, ниту со крадење, ниту со лажење. Кога сме кај заработувањето, не барам суми, но дали успеа сега да направиш некоја сума која што е доволна за убав живот? Па да, искрено да. Со музиката, ако знаеш да се снајдеш, ако знаеш да менаџираш, јас некако си имам вродено во мене менаџерство, да.
Ако знаеш се тоа добро да си го вклопиш, има навистина убав живот. Така Супер. да. Знаеш што? Да. Ќе заборавиме она која што има само 9 години и знам дека не чека да се гледа, така? Ајде, да. Ана се вика. И е сестра на оваа Сања. Ајде да видиме што таа ќе каже за својата другарка и сестра. Здраво на сите, јас сум Ана Здилар, имам 9 години. Јас сум сестра на Сања. Ја познавам од мала. Она ми е шефица, а и втор родител. Јас Сања би ја опишала како Wi-Fi мрежа. Понекогаш ја има, понекогаш ја нема. Ама без неа не може. Иако е зафатена и често е на патишта, секогаш ќе најде начин како да е со незините сакани. Сања е личност која на далечина може да покажи љубов, грижа и внимание. Многу е грижлива, малку е строга, ама со најдобро срце. Па Сања има неколку мани. Понекогаш доцни, ама доаѓа со стил. Понекогаш многу анализира како некој детектив. Само да ви кажам нешто. Сања, која се шминка, вика уште ова, ама тоа уште 20 минути трае. Моето прашање до тебе е дали јас ќе станам виолинистка? Нема многу време. Топе, Ана. Бакнеш Јана до тебе, ни ја развесели емисијата, така е. Ама и глумица. Значи, родена глумица готова. Родена Немаме глумица многу си, време, така. само да ја кажеш, ќе стане ли виолинистка? Па се надевам. Нека застане на Ако- тераса и нека пее Милке душа. Ако сака, јас сум тука да ја поддржам, да ја научам, останува на неа. Да. Помина вака времето, Да. голем концерт твој. Кога? Ајде се надевам во После авторски песни. Скоро време, да. Така се е. надевам. Да. Сања, многу ти благодарам. Поздрав до вас сите и уживајте за крај во На леј и прекрасната Сања Здилар.